Над 20% помал пласман имаат кочанските откупувачи, повеста дека во оризот од овој крај има генетски модификации. Ова се првите штети откако што ја нарекуваат самите бомбата која одекна во јавноста. Последиците најмногу се чувствуваат при обидот оризот да се пласира на странските пазари, тврдат откупувачите. Сега ние како продавачи на тој ориз имаме сериозни проблеми за тоа што лошите вести брзо се шират. Од странски партнери немаме најави, бидејќи тоа одекна негативно за овој бренд, али мислам дека брзо ќе биде тоа сватено, дека и во цела Европа е, ако земеме така, дозволено одредена количина на ГМО, а ние немаме ГМО ориз, затоа што немаме такви семиња, не е до сега внесено во Македонија и со право тврдам дека ГМО во кочанскиот ориз нема. И самата влада искочи после со соопштение после 20 дена кога беа направени супер анализите, се потврди дека ГМО во кочанскиот ориз нема. Дали незаинтересираноста на странците за откуп на кочанскиот бренд ќе се зголеми, останува да покаже периодот што следи. Во меѓувреме при крај жетвата на овогодинешната реколта, но ниту оваа година нема да биде померка на производителите. Покрај све ова што го спомнуваме, се појави уште една природна непогода за примерните производители. Сланата ова година падна порано, значи ќе имат они проблем со рендоманот, бидејќи доколку не беше осланет оризот, се очекува многу добри приноси. За квалитетот не сакам да зборувам, пошто веќе кажав дека кочанскиот бренд е бренд познат и нашите производители се сериозни, тие знаат таа работа, они живеат со ова работа веќе 100 години. Како и секоја година и оваа производителите на ориз бараат 25 денари за арпа и 50 денари за килограм бел ориз, цена која вообичаено за откупувачите е висока. И едните и другите чекаат на помош од државата.